По речиси година и пол препукување и бомбардирање, лидерите на 4 политички партии конечно се договорија предвремените парламентарни избори да се одржат на 11 декември годинава. Дали при тоа сами одлучуваа или пак беа принудени од меѓународниот фактор, никој не коментира. Се чини на сите им е важно што ќе одлучи народот, за да се стави крај на политичката криза и да започне нов период на стабилизација и економски развој. На локално ниво закажувањето на изборите значи и почеток на комбинаторики во јавноста околу договорите за коалиции, можните кандидати за пратеници и колку след тоа ќе влие врз крајниот исход на гласањето. Ситуацијата специфична ја прави тоа што до вчерашните коалицијски партнери на владеачката ВМРО ДПМНЕ, Дом и Демократскиот сојуз исплашени од бомбите преминаа во опозицијата, па сега заговараат нови коалиции и нови позиции. Дотолку повеќе што нивни членови партиципираат во мнозинството во Советот на општината и други служби и институции. Дали отргнувањето од привезокот на неголемата владеачка ќе се закачат на привезокот на неголемата опозицијска партија, брзо ќе се дознае. Мислам дека ќе бидат фер. Не знаеме од тоа ништо. Немам поима. Они си знаат тоа, у тоа не се мешаме. Треба да бидат фер и демократски. Па би требало да има, ама како ќе речат горе. Зависи како ќе устројат работата, така ќе биде. Ако постигнат заеднички јазик, можда нешто ќе биде. Ако не постигнат, нормално е дека. Нема сомнение дека СДСМ ќе настојува да ги прифати сите кои ќе понудат коалицирање со цел да стигнат до што подобар резултат. На прашање какви услови и барања ќе постават малите партии за да ја прифатат улогата на коалицијски преврзоци. Повеќето познавачи на политичките состојби на локално и централно ниво се сигурни дека битката за гласови ќе ја водат партиите, а не кандидатите за пратеници. Од тука изгледа како да е сеедно дали двете најголеми коалиции од претходните избори и на овие ќе настапат со истите кандидати Иван Иванов и Милијан Донов или ќе бараат посилни адути за да го привлечат електоратот. Ако биде така, тогаш предвремените парламентарни избори нема да донесат ништо ново, освен незначителни резултатски поместувања кај едните или другите.